нас има по некој идол. Така да вечер во Night Club Пинда, еден од македонските идоли, Дејан Јованов. Здраво, Дејан, како си? Здраво, супер, како си? Супер, благодарам за прашање. Многу ми е драго што денеска си наш гостен во мојата емисија Тренди со Ивана. И како започнав би те прашала од кога се занимаваш со музика и што значи за тебе музиката? Па, од музика се занимавам. Што знам, не сум се никогаш одредил конкретно кон музиката ептен. Немам завршено некое нижо образование музичко така. Можам да кажам од втора, трета година средно некаде, колку му доаѓа тоа. Со настапи со бенд на почетокот почнавме локален, па и после идолот застана тоа и продолжи така. Колку според тебе се промени животот твој после учеството за изборот за македонски идол? И дали ти се качи цената на настапите? Околу тоа, сега околу тоа после идолот. Што знам, животот не ми се нешто промени. Се случи тоа што се случи, идолот поминан, најдобро, најзадоволен, ќе го памтиме по најдобро. Но дојде моментот што после тоа, што после идолот, животот ми се промени во оглед на тоа колку повеќе обврски се јавуваат што сакаме, а не можеме да ги завршиме. Некои поголеми проблеми околу цената, што знам. Работиме пак за тоа, има поголеми трошкови се. Како би бил светот според тебе доколку не постои музика? Па што знам, тоа е едно од најубавите работи кое што е создадено според мене музиката. Луѓето можат да уживаат на тоа, да тажат, да се срекни се. Значи ептен од мене и не можам да го замислам тоа така. Не сум се трудил да го замислам како би изгледало без него. Со што планираш да не изненадиш во иднина? Па вој? Може би некој спот нов? Да, се работи спотот за првата песна. Треба да заврши за некоја недела време, а паралелно со тоа се работи втората песна, треба да излезе каде и да е, со работка со Никола Перевски Пере. И не знам, тоа е тоа сега. За сега некој unplugged кавери, некој проект има кој што се уште не е заокружен на неколку македонски стари песни од забавната, од рок музиката, од блузот, што се заборавени, сега за сега тоа. Како го искористуваш твоето слободно време кога немаш ангажмани? Што знам, во последно време со ракометот се навивање бев преокупиран. Слободно време има, не е толку да нема слободно време. Не знам да спортувам, да тоа ми е најдобра занимација, што најмногу уживам во тоа. Добро, нема да те тормозиме многу пред настап. Дали може само накратко да навлеземе малку во приватниот живот на Дејан Јованов? Па во приватниот живот што знам? Дали си залюбен? Да, среќен човек сум. Тоа можам да го кажам. Супер е се. Задоволен сум од те.
Јас сум Дејан Јованов, вие гледате Тренди со Ивана.